Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на наша ТВ во новата сезона. Вчера започнавме рок-н-ролот наречен Јади Бурек. Вечерва ќе ни биде првиот гостин во најновата сезона. Тоа е Владимир Битолјанов. Владимир, добро вечер, добро дојде. Ти благодарам. Мислам, благодарам на поканата. Нема проблем, благодарам што дојде. Вчера во емисијата спомнав, кажав една убава работа која ја дознав од форуми од Босна, босански форуми, хрватски форуми, српски форуми, кај што честитки као браво, честитаме што се случи, имено да им кажеме на гледачите. Владимир Битолјанов е собственик на првата стрип книжарница во Македонија која се отвори. Значи стрип книжарница специјализирана исклучиво за стрипови. Веќе даде неколку интервјуа, на интернет се вртат. Малкумина знаат точно каде е локацијата. Тоа е... Значи, ние сме во самиот центар на градот, Карши Рамстор, трите кули во средната кула на приземје, лесно може човек да не најде. Тоа е за помладите, за постарите, добро е бившата Екс-Алек, одма до бившата Екс-Алек. Апсолутно, да. Знаеш што е добро местото, Владимир? Добро е местото што ние, што идевме по видеотеки, бевме научени таму да се собираме, да стоиме, да чекаме да се врати копијата интересна, муабети и така натаму, така да денеска кога дојдов кај тебе ми беше една позитивна една сеќавање, флешбек на место каде што сум се сретнувал со луѓе кои ги интересирало филм. Сега претпоставувам се надам дека таму ќе се сретнувам со луѓе кои ги интересира стрипа. Да, Алек и ја го памтам, овој тоа беше на некој начин синоним за филмови и јас сум чекал исто, веројатно сме се погодиле прилика тоа време негде и сум изнајмувал филмови и јас сум чекал копии да се направат и така. Местото е добро, сакавме да биде централно градско подрачје, иако тоа влече поголеми трошоци, а од друга страна и тешко е за паркинг, меѓутоа пак некако центар на град е центар на град. Нема збор. Прочитав насловот дека фирмата дека книжарницата се вика Бункер и одма кога го прочитав Бункер имав асоциација на Максен Бункер, легендарните автори на Алан Форд. Да, Макс Бункер беше овој човекот кој што направи бум во бивша Југославија, заедно со Магнус. Тоа е едното од значењата, а друго е некако символично и... Бункер е добро име, звучно. Да, звучно е, а да ти кажам вака и две-три имиња имавме во опција, која идевме да регистрираме фирмата, единствено ова беше слободно, така да малце и околностите беа такви. Меѓутоа, сега воопшто не жалам, Бункер е доста звучно име и скроз го прифативме и се навикнавме. А и Алан Форд беше култен стрип во бивша Југославија. Нема збор, колку има време како е отворена книжарницата? Па еве неполна недела, една недела, значи. Впечатоците се повеќе позитивни. Јас сум стварно баш изненаден, очекував дека ќе има луѓе кои ги интересира стрипот, меѓутоа имаме луѓе во овие недела дена од сите социјални слоеви, така да првиот муштерија... Уште во лето сме по одмори, Така. Кажи првиот муштерија? Првиот муштерија беше едно детенце кое што се врткаше околу дуќанот пред да отвориме, затоа што немавме ставено ништо на дуќанот, се гледаше за што се работи. Дента кога отворивме, со баба му за раче дојде и купи 4 стрипа, што е многу позитивно, ако се зема 2 Дилан Дога, мислам, еден Загора. Тие стрипови што ги читавме и ние у некој времења као деца, и не ми текна кој беше четвртиот. Меѓутоа добро е затоа што децата викаат дека се малце изгубени за стрипот, барем новите генерации имаат некои други приоритети сега и ме радува секој пат кога ќе видам дете да купува стрип, затоа што ја лично можам да кажам, ја први почнав да читам стрипови, па после стриповите ме навлекоа и на книги, и мислам дека врз мене имале максимално позитивно влијание. Добро, тоа го кажа, да ти кажам, први читавме стрипови, па почнавме книги, па филмовите ни се отворија и така натаму. Иако велат дека заради интернетот и 300 чуда стрипот паѓа, ја мислам дека старите вредности се враќаат. Кога веќе
можам да купувам, имам избор од десетина наслови на плочи винилни, после 3 декади на CD, значи некои вредности не се губат. Не ќе си го најдат местото, така да мислам дека и со стрипот ќе биде, затоа што особено стрипот и фантазијата на стрипот со сегашните можности на Холивуд станува се покомпатибилно. И друго доживување за мене лично, доста луѓе читаат скенирани стрипови сега на интернет и така, меѓутоа мене лично, а и на доста луѓе што ги знам, сосема е друго доживување кога го имаш у рака, па кога го ставиш на полица, па кога ги си легнеш у кревет да го читаш, мислам, тоа не се опишува. Нема збор. Додуше, искрено да кажам, не се сложувам оној големиот тинкал што го имам. Тоа е за вежбање мускули, да. Да ти кажам, не можам да го читам лежејќи, значи ја морам да наместам светло на очарите, раце да измијам, тоа раце миење, за жал не. Ротороманите, да, беа они било која положба можеш да го читаш. Да се свртиш, да. Ме интересира оваа работа. Оно што го видов од најбројните стрипови, видов од оние така наречена златна серија или Бонели се тие ги се Бонели, како ги викаат. Да, ние ги викаме роторомани или така се викаа нешто. Загор, Текс, Мистер Но, на тие мислиш. Но колку што забележав, тие беа нови. Кај вас стриповите не се секонд хенд, тоа се изданија. Тоа се нови изданија, значи сега работиме исклучиво со нови изданија. Стрип издаваштвото на простористите на бивша Југославија заживеа, лани на пример се издадени преку 600 изданија, отприлика скоро 2 дневно доаѓа. Значи тоа се истите јунаци, меѓутоа стриповите се малце по-убаво, по-префинето направени. Нас ние во плани да работиме со стари стрипови, да направиме една така наречена стрип антикварница. Јас се викам антикварница, не знам дали се сеќаваш, имаше во Струга на времето една многу пријатна успомена моја. Една антикварница, викавме, во Струга продаваше стари стрипови и потоа и ова го крстив така стрип антикварница. Проблемот е што старите стрипови многу луѓе ги даваат сега на интернет на аукции. И секогаш, мислам, тоа е човечка психологија, кога човекот мисли дека може да постигне поголема цена на аукција, ќе иде сам и ќе ги стави стриповите на интернет, нема да ги дава во специализирани продавници. Добро, треба малце време и трпение, можеби сметаш ли дека имаш простор да прошируваш и за таква? Тоа не е нешто преголем простор, некој си, колку да речам, 20 квадрата е. 20 квадрата, мене 10 квадрата. Со се помошните 20, да. Так. Просторот е мал, меѓутоа од она што видам видено во Белград, во Загреб, ние имаме поголем простор, место секогаш ќе се најде Така, тука може да се тиска. Ќе најдеме некој решение. Сакаат да барат да чепкаат. Има ќе се измисли нешто, дај Боже, мислам во некои идеални услови. Нас би ни било најубаво кога би имале поголем простор, па тука да има некоја кафетерија како во странските земји, па да може човек и нешто да се напие, да прочита, да промуабети и така. Меѓутоа, ова е за почеток повеќе него доволно. Стриповите ги набавуваш од каде? Значи сега почнавме, моментално увози имаме од Хрватска и од Србија. Работиме и со тоа што го има моментално на македонската Дилан Добки, Мартин Мистерија, овие големиве стрипови од Прилеп што излегува. Да ти кажам, не сме стапиле уште во контакт, ја веќе искористам оваа прилика да ги повикам сите. Затоа што они исто така ги промовирам нивните стрипови. Јас сакам да ти кажам, ја и покушав да идам на нивниот сајт, меѓутоа не можев да најдам некој контакт, а друга страна јас сум нов и уште пливам во нови води. Имаме, значи, стрипови од македонско воздружение што издава Макс Стрип, Синдром, од поединечни автори Игор Јовчевски, дечкиве што Фацизам објавија, Стрип центарот Велес имаме изданија и во интерес ние да работиме со сите македонски издавачи. Ја ќе искористам уште еднаш приликата да ги повикам сите и оно што сакам да го кажам можда не е на некој начин фер и нема некоја економска логика, меѓутоа ние ќе им дадеме најпривилегиран статус на македонските издавачи. Браво. Што се однесува до позиционирање, до цена ќе имаат убедливо, идеме со минимална маржа,
ако треба бесплатни промоции, све што е значи во нашите можности, спремни сме да го направиме. Бидејќи стрипот не го сметам за некоја високо профитабилна работа која е, туку ја сметам пред се работа од областа на културата, на поп културата и на субкултурата кај младите. Секогаш ќе имате простор кај мене за промоција на нови изданија, интересни изданија и така натаму и така натаму. Бидејќи јас сум исто од онаа генерација која се давеше во стрибовите, сакам таа љубов да ми ја пренесам и на моите деца, сакам и понатаму да читам стрипови, ако искрено да бидам, имаше подолг период кога не читав, но се случи да, современиве книжарници се повеќе и повеќе имаат во своите рафтови оригинални, луксузни изданија и така натаму, неколку стрипа набавив и едноставно како надградба дојде твојата книжарница што се отвори, стрип книжарница, на сево ова што се случуваше помалку срамежливо покрај книгите, толку книги и еден оддел имаше за стрипови, но сега една специјализирана работа. Кажи ми, кога те поканив за разговор, малце како со трема ми рече, Јанко, има и по-компетентни за стрип кои можат да зборат, но ние не сме овдека само да збориме, Владимир, за стрип. Сакам овде да ја пофалам една работа која сметам дека ние како народ, како нација, како општество, како држава, многу малце, поготово во културата, имаме една лоша навика, тоа е се чекаме некој друг да го направи. А ти тој предузимнички дух го направи, предприемаштво баш онака како што треба, го зема, стисна заби, зема простор, сврте телефони, го набави, не е некакво самоубиство, не е некаква, не верувам дека си заглавен, рака и нога задолжен. Не сум, ама искочи малце поскап спорт него што мислев, јас сега првиот кев да го правам, меѓутоа се собира полека, едно преку друго, апсолутно, еве да почнам, не се сметам, има... Но треба да се загриза, треба да... Треба, и ја бев доста одлучен. Јас оваа идеја имам да ти кажам долго време, све денес, утре, ајде ќе видиме како, ќе биде, еве еден пример, ние просторот го плаќаме од март месец и све ќе чекај сега, чекај утре. Зашто да се чека? Требаше тоа да се направи. Цела бивша Југославија, во секој држава има стрип книжарница, има некои места, сега да не ги набрам, Ѓаково, Осијек, кои што не се да кажеме некои метрополи, да не зборам за Загреб, имаат стрип книжарници. Дефинитивно, нели ова гостување треба да ги информираме, да гледачите, они љубителите на стрипот, бидејќи убава работа е не само да земеш стрип за себе, денеска покрај подарување книги, уште по-фраерско е да подариш стрип. Ја, еве, го земав Технотајс од кај... Инаку Технотајс, им реков, има филм веќе, кој бесплатно може да го гледаат на YouTube во висока резолуција. И сега, драгиот мој пријател, поточно зет мој кој ми кажа за Технотајс, од благодарност кон него му ја купив оваа, он уште не знае дека ќе му ја подарам. Ме одушевија Алекса Гајич и Дарко Гркинич, како се вика веќе, не можам, Гркинич, да, Алекса Гајич и Дарко Гркинич, сценарио и цртежот на Гајич. Интересно е што не ми дошол у рака, да ти кажам искрено, доста луѓе позитивно се изјаснија за него, а имам една листа за читање, што да ти кажам до нова година, а како работиме последниве недела дена пред заспивање, све на иста страна застанувам, кај што сум застанал претходниот ден, значи ништо не успеам да прочитам. Не се лесни за читање, затоа што се многу суштествени, има приказни, има убав цртеж и сето тоа треба да се спреми. Стрипот е више и признанка од девета уметност и би сакали кај нас да добие генерално малце поинаков третман, да не биде она која ќе купуваш било кај нас, било на киоск, да те гледаат тие теткиците што продаваат тоа, у смисол, абе ти си многу голем да читаш стрипови. Стрипот си е уметност признаена. Тоа е социјалистичкиот пристап дека стрипот, Командант Марк, Загор и слични работи се за дечурлана што нема што да прави. Но,
да им кажеме дека освен тие стрипови, меинстрим и такви тие кои беа mass production, постоја стрипови, а вчера ги прикажува Финкалот на Јодоровски, кој секој цртеж му е вистинска уметност, каде што Мебиус црта такви слики фасцинантни, да самиот тука е она кој ќе кажеш дека стрипот е уметност. Например, вакви цртежи кои се, добро, сега не можам да зумирам после на ова ќе ги прикажам, то се такви цртежи, то се такви да комотно може човек изложба да направи и така натаму. Тоа и го прават во светски рамки и дефинитивно се слагам со тебе, цртежот и текстот веќе не е она на што луѓето се навикнати, добрите, лошите ќе се испукат, ќе победи добри. Што ти бараат? Мебиус, Корбеј, што бараат луѓе? Значи има луѓе уште што се приврзаници на таа стара Бонели школа, она што зборевме, што го спомна командант Марк Загор. И да бидеме реални, Загор уште владее на овие простори. Јас сакам да го прочитам Загор. Ние се собираме сега, јас сум и во едно друштво, секој петок идеме на пивце, вака стрипофили им се убаци, ја оние одамна се собираат, форумџи. И секогаш е расправијата про или контра Загор. Загор е, значи, чуден еден лик кој што во Југославија бивша има поголем успех постигнато него во Италија. Ама тоа се приказни кои што се специфични. Алан Форд, например, не знам дали го знаеш тој податок, има постигнат успех само во Италија и во Југославија. Пробале и во Данска, и во Франција, и во Бразил. Меѓутоа, кај нас и самиот превод, и социјалниот момент, и тоа е критиката на... Преводот беше страшен превод. Ја, например, не можам да го заборавам, например, преводот на Астериксите во 80-тите години. Да. Мојата генерација, која ќе се сретнеме, ни уште цитати вадиме од Астерикс, колку беше добар преводот. Исто Алан Форд, да. Алан Форд исто, хрватскиот превод фантастичен беше и ни стана сочен, затоа и можеби имаше онака малце негативна реакција која излезе Алан Форд на македонски и оние што го читале на хрватски тешко го прифаќаа, го критикуваат. Мене ми се допадна, и доста луѓе го критикуваат, мене ми се допадна и македонскиот, мислам дека два пати искочија. Не можеме да очекуваме да биде исти, и мене ми е и жал што први, не знаме, Теа го издаде и не знам, после уште едно имаше издание. Жал ми е што не успеа или се надевам дека ќе успеат. Многу сме лесни на критика, Владимир, многу сме лесни на критика, но предприемаштво нешто да направиме, да го промениме, тоа нема. Колку што знам, во други земји, дури има работат free of charge во преводи, во помош, во дистрибуции, за да се одржат вакви работи. Ме интересира, еве добро рече дека ова Загор е пак најбаран и така натаму и така натаму. Од оние стрипови што се од уметнички, како што ги спомнав овие на Јодоровски, сигурно има многу. Ја сигурно и ќе научам, некои други не ги знам и така натаму, но кај нас има стрипови, значи, од 120 денари до нешто помалку од 3000 денари. Така. Уметничките стрипови постојат и издавачи. Оние големи албуми, перфектно обработени, максимален повез, тврд повез, со, мислам, перфектен отпечаток со све. Значи, има доста стрипови, има и една група луѓе или категорија луѓе кои што ги бараат тие стрипови, кои што ги купуваат, и ја полека се префрлам меѓу нив. Тоа се не знам, се за мене култен стрип е, например, да не ги набрајам, Морт Синдер, ова што го кажат и Јодоровски, некој го вика Јодоровски, некој Жодоровски, никад не знаат каков му е правото име. А кој го спомна како кој стрип за тоа? Морт Синдер за мене, тоа е Кој е Морт Синдер? Тоа е стрип од една јужноамериканска двојка. Добро. И луѓето и потресна судбина е, можам да кажам, у неколку збора. Они после го напиша тој Остерхелд, се вика авторот, култен стрип Че се вика, за Че Гевара. И за времето на војната хунта поради тој стрип и го изгуби животот. Он беше од оние десапаресивни. Револуционерни такви. Да, они трите ќерки го изгубија животот затоа што он го напишал Че како што не се свиѓало на војната хунта.
Ако збориме за стрипови, мене ми е Корто Малтезе култен стрип, го гледам и на најавна шпица дека го имаш. Него, да. Корто Малтезе, Јанко Македонезе. Така. Добро, не го видов Корто Малтезе кај тебе? Го немаме, моментално го издава, колку што знам, една хрватска издавачка куќа со која што уште не сме се договориле. Во 90-тите го издаваше една српска куќа за која што се збори дека ги немаше откупено правата. Оно што сакам да го нагласам е дека ние... Стрипотека го читавме ние. Стрипотека и стрипарт на времето, да. Искачаше у продолженија. Стрипотека беше исто моја омилена стрипревија. Оно што сакам да го нагласам е за нас е тоа дека ние покушаваме да бидеме максимално коректни со цените. Значи, ќе се договараме со издавачи кои што ќе можат да ни понудат цени кои што ќе бидат конкурентни, нешто поскапи од Хрватска и од Србија, меѓутоа да биде подносливо поскап. Ако ја у старт, ако е на пример во Хрватска 0% ДДВ-то за книги, јас сум у старт хендикепиран, како да кажам, и со цена и со све. Ако не добијам добра конкурентна цена, ние тој стрип нема да го донесеме овде. Оти не е поентата стрипот да биде 30, 40, 50% поскап него на домашниот пазар тамо кај што издаде. Добро, нека сепак те води побарувачката. Знаеш, има луѓе кои се спремни за некои работи и да платат малку повеќе. Дали може, например, не знам, еве ја денеска ти побарав Астер Блисток. Тоа ми остана една недопрочитана, недораскажена приказна која сакам да сум жив да го видам крајот до каде е. Ти си повеќе љубител, гледам на SF стриповите, јас сум тука малце на гостински терен, да ти кажам, имам многу дупки што морам да ги пополнам. Не, зашто и Корто Малтезе ми е исто омилен, Кордеј ми е... Од Кордеј имаме доста ствари. Но дали ќе може да се нарачуваат некакви стрипови преку вас? Дали имаш ние сега уште го опипаваме пулсот, значи во цел ние да имаме што повеќе стрипови, ќе се договараме имаме и веќе воспоставено контакт со голем број на други издавачи, се надевам дека ќе можеме да донесеме што поголем број на изданија кај нас. Што е мејнстрим сега во светот, во стрипот? Не би знал да кажам, Марвел во Америка царува, мангата царува во Знам дека Марвел го уби Спајдермен. Тоа е исто што да ти кажам, америчкиот стрип ние мене, ако не рачунаме онаа стара школа што беше и пред тоа Рип Кирби, Стив Кенјон, Принц Валијан зборам, значи за самите почетоци на озбилниот. Знам дека американски стрип Принц Валијан. Па тоа е Хал Фостер, еден цртач кој што Рип Кирби, сега и ќе го добиеме веројатно. Жени го обожаваат, тоа дефинитивно. Сега Дилан Дог го обожаваат жени. Жените, да, Дилан Дог го обожаваат. Добар е филмот, тие кога го критикуваат, ама секој филм е сврзан со стрип, јас сакам да го изгледам. Добар или лош, изгледај го. Не го гледав, имаш еден, не знам дали се сеќаваш, италијански пред 10-15 години снимак, Дела Море, ама не е Дилан Дог. Не е Дилан, ама е правен превод. Атмосферата е погоден, он пак истребува некои чудовишта, работи како гробар, дефинитивно е поише. Овде кај е по-холивудски, така дефинитивно, да. Но добро, тоа е Холивуд, сепак е, знаеш како, мислам дека големиот бум на стрипот се случи кога стрип цитаратите влегоа во филмот и сите овие големи филмски хитови се базирани на стрипови. Дали е тоа Трансформерс и така натаму или по филмовите да произведуваат стрипови. Сите овие супер јунаци, Супермен, Бетмен, ако се сеќаваш на времето лудиот Макс филмот што искочи, што го прослави Мел Гибсон, е базиран на еден од моите омилени стрипови Джеремаја. Идејата е тамо земена, значи тесна е врската, испреплетено е тоа меѓу филмот и стрипот, а и доста стриповски јунаци баш тоа му е Джамери Квај, целиот лик му е на Джеремаја. Така. И тоа е исто фантастична постапокалиптична една атмосфера. Така, одличен стрип. Иначе од друга страна па доста стрип ликови, стрип јунаци имаат физиономијата од познати глумци, не знам дали си знаат, например Дилан Дог е Руперт Еверет, Кен Паркер е Роберт Редфорд, има сега некои други нови стрипови, Јулија например е Одри Хепберн, Магични ветар има еден стрип е Даниел Дей Луис,
Така да баш е она истрепетена таа врска меѓу филмот. Ја ќе те притискам први да ги завршам работите од стрипотека што ми остана како далечната планета, Астер Блисток, Вселенските патници. Да. Тој е фантастична серијал со мазговот, со тие двете девојки, со човекот патникот во еден чуден универзум. Тие стрипови сакам да ги завршам. Тоа е дефинитивно. Ние се опипаваме пулс, да ти кажам, и дали е спремна, што мислиш, добро, пулсов овдека, не знам дали е пробна количина, дали има пулс уопште, нели, али ќе правиме со електрошокови, па да се дига. Дали е спремна публиката и за странски стрипови, поточно за стрипови на англиски јазик? Бараат доста бараат, ја малце и бев изненаден и ќе се потрудиме ако најдеме вистинска врска, пак ќе кажам да биде тоа во некои нормални рамки што се однесе до цената, ќе се потрудиме да донесеме и англиски стрипови, доста се бараат. Владимир, ја уште еднаш ти честитам на храброст. Добро е што го направи тоа, се надевам дека добро ќе ти иде работата и има една убава работа што се случува на запад, а тоа е, например, кога еден ќе отвори бизнис и му тргне, до него изникнува уште еден дуќан со иста, па уште еден, и тогаш станува мега центар на таков интерес. Не знам, јас стално го зборам тоа, Tottenham Court Road во 80-тите години беше улица каде што сите и доаѓавме таму да купуваме hi-fi, затоа што сите продавници, главни мейнстрим продавници за аудио опрема беа таму. И би сакал за 10 години, не знам, да видам до тебе уште 2-3 сродни книжарници и да стане навистина. Ако не, барем ти посакувам да навистина процвета овој бизнис, да се збогати, затоа што знам дека тоа ќе те охрабри да носиш повеќе, да има повеќе, сето тоа нас ќе не збогати ова културно миње. Благодарам многу уште еднаш и за поканата и за убавите зборови. Јас се надевам дека некад во некоја блиска иднина ќе имаме муабет, прилика пак да правиме муабет и дека работите ќе идат во оваа насока во која што кажа ти. Господинот Бетејани е собственик на книжарницата Бункер, прва и единствена стрип книжарница во Македонија, која се наоѓа Карши Рамстер во Средната кула, ако се сетите бившата екс-Алек видеотека одма до неа. Па повелете, видите дали ќе најдете нешто од ваш интерес. А ние одиме со реклами, веднаш потоа продолжуваме со стандардниот дел од емисијата.